Марко, ти беше во непосредна близина во моментот на експлозијата и како што пред малку разговаравме, таму се уште се слушаат сирените и звукот на хеликоптерите. Има ли ограничување на движењето со оглед на тоа што се сместен на околу 200 метри од местото на трагедијата? Какви се препораките на властите до граѓаните? Само ни упатија да бидеме безбедни, да останеме во хотелот барем за сега, бидејќи за жал потоа повторно нешто било најавено. Сега не можам да кажам дека ги следам или нивните информативни вести тука, меѓутоа веројатно главното јавно обвинителство на Турција во моментот е под истрага, нели, за самата ситуација и несреќа. Инаку да, самиот хотел во кој што сум сместен на некои 200-300 метри, мислам дека од самата најфреквентна улица, како што веќе, нели, и многумина знаат, тоа е тукму во близина на плоштадот Таксим. Забележав дека се уште има сирени, прилично доста полиција и мислам дека за сега веројатно не е дозволено да се пристапи до можеби јадрото или срцето на Истанбул или познатиот плоштад Таксим, каде што, нели, во непосредна близина се наоѓа и улицата Истиклал, која што е меѓу најфреквентните. Инаку да, со моите пријатели мора да забележам дека само што поминавме, бевме на некоја, нели, мала тура тука што се вели низ плоштадот, седнавме во една од гостилниците тука на споредната улица, нели, каде што беше и експлозијата. Седнавме да јадеме, да одмориме од патот и по половина час отидовме сосема на друга насока од Истанбул за да, нели, упатиме некои други знаменитости да посетиме и да направиме некои фотографски мемории. И одеднаш знам дека таква врвулица на сирени имаше и амбулантни возила, што си рековме со пријател, веројатно ова е вообичаено тука во речиси 20 милионски град, и рековме да веројатно ова со амбулантни возила е многу честа реакција тука и се случуваат. Меѓутоа кога забележавме авиони, хеликоптери, тоа веќе некако баш се запрашавме добро и потоа ни кажа за жал водичите дека се случил наводно според, нели, тие првични информации некаков терористички напад, иако беше најавено дека тоа било бомбашки самоубиец, сепак, нели, веќе споделена е фотографијата на самата жена. Голем дел од социјалните медиуми кои што се, да речеме, Facebook, Instagram, нели, главните алатки како што се YouTube, каде што се споделуваат сите тие вести и информации, голем дел не можеме да ги користиме токму заради тоа што не сака да се шири вести или пак да се споделуваат дезинформации и лажни вести и да се споделуваат немили видео снимки, бидејќи за тоа заслужни ќе бидат единствено медиумите, токму тамошните медиуми во Турција. Можам да забележам дека прилично се растревожени сите жители и граѓани, сосема тука и во хотелот тоа го забележав дека речиси на секој 150-200 метри има полиција. Не е слушна дали има друг македонец, искрено, бидејќи тоа беше само не повеќе од еден час кога се случи експлозијата. За сега само ќе кажам дека тука доста безбедно полиција има, така што и да има би останала на линија со вас да информирам.